Земјоделците во Прилепскиот регион, како и општините Долнини и Кривогаштани, се повеќе се заинтересирани за добивање на државно земјоделско земјиште под концесија. Денеска беа подпишани 192 договори со површина од околу 500 хектари. Ердован Исламовски од селото Канатларци во моментов обработува 150 хектари земјиште, а сега конкурирал за 8 нови хектари. Вели дека во моментов земјоделието е исплатливо, особено тутунопроизводството. На ова мислење се и другите земјоделци кои што денеска добија договори. Најмногу во што ќе се ширите, да? За сега вложуваме повеќе во тутунопроизводството. Колку? И пченицата имаме 70 хектари пченица, имаме околу 600 декари сончоглед, па 70 декари тутун. Годинава лани имавме 50, годинава 70. Моментално колку земјиште обработувате? 20 хектари. Вие малку и сакате повеќе, така? Може уште, не, може. Што намногу сега ќе садите? Тутун моментално. Тутунот е најисплатлива култура? Жито ово не е. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски истакна дека заедно со ланските повици и годинешните до овој месец биле распределени близу 6000 хектари државно земјиште и склучени над 2100 договори. Тоа покажувало дека има интерес кај земјоделците во моментов за ширење на производството. Изминативе месеци спроведовме контроли кај големи корисници кои што најдовме злоупотреби, раскинати се договорите, земјиштето е ослободено и веќе наредниот период ќе можеме да го ставиме и тоа во функција на последниот јавен повик. Имаше и посебен повик за легализација на веќе постоечки подигнати долгогодишни насади. Тука пристигна преку 300 апликации, одобрени се 160 и се работи за некаде 400 хектари кои што исто така е легализиран. Инаку Прилепскиот регион е на прво место по издадено државно земјоделско земјиште под концесија.